А сега го повикувам господинот Александар Николовски, кандидат за пратеник од Охрид, да ви се обрати. Ајде бе, Александар. Немате гориво. Добро вечер, победнички Охрид! Добро вечер! Добро вечер за ВМРО ДПМН! Добро вечер за Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН! Така е! Добро вечер за Унијата на жени! Добро вечер за Советот на ветерани на ВМРО ДПМН! Добро вечер за местните комитети! Добро вечер за граѓаните на Охрид! Добро вечер за срцето на Македонија кое што вечерва чука од Охрид. Добро вечер, Македонија! Така е! Би сакал да се заблагодарам на сите кои што вчера гласаја. Би сакал да се заблагодарам за огромната подршка и огромната излезност во Охрид. На сите македонци, албанци, турци, египтјани, срби, бошњаци, власи, на сите граѓани на Охрид кои што вчера гласаа. Така се почитува демократијата, така се сака Македонија, така се сака Охрид. Вчера вечер имавме висока излезност. Вчера вечер имавме одлични резултати. Вчера вечер мојот професор, председателот Иванов во Охрид победи со 6000 разлика, како што му ветивме на првиот митинг во Велгошни Батука во Охрид. Така е! Председателе, професоре, ветуваме над 7000 разлика во вториот круг и убедлива победа во Охрид. Така е! Заради тоа што председателот Иванов, драги охриѓани, беше човекот кој што лобираше да обезбедиме поволен кредит од кинеската влада со само 2% камата и 20 години период на враќање за да се изгради автопатот од Кичево до Охрид, најголемата инфраструктурна инвестиција во Република Македонија во последните 50 години. Благодарам, председателе Иванов. Браво! Георги! 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 Во исто време, би сакал да се заблагодарам за лобирањето на носителот и мојот колега пратеник Антонио Милошовски, со кого што имам чест трет пат да видам на иста листа. Така е! На градоначалникот Никола Бахрачевски, кој што се залагаше за овој проект. На досегашниот пратеник Харалам Пиешохаровски. И да ви ветам дека заедно со докторите Љубен и Сашо ќе внимаваме овој проект што побрзо да се реализира. Како што ќе внимаваме и ќе лобираме што побрзо да се изради автопатското решение од Охрид до Светинаум со почетен крак од Охрид до Пештани, да се реновира Костозловната болница, да се реконструира патот од Охрид до Битола, да се реновираат училишта, да се градат улици, водоводни и канализациони мрежи. И пред се и најбитно, ќе внимаваме и ќе лобираме што побрзо да се реализира она што беше објавено пред некој ден. А тоа е германската компанија ОДW Електрик од Франкфурт најави 1000 вработувања во Охрид за охриѓани. Така е! Заедно со уште една голема германска компанија, исто така од автомобилската индустрија, која што најави 800 нови вработувања во Охридско-Струшкиот регион. Вкупно 1800 нови работни места во Охрид. Така е! Да живее! Почитувани пријатели, пред некој ден прочитав дека последен пат во Охрид се отворил капацитет кој што вработил повеќе стотици луѓе некаде на крајот на 70-тите години. Тоа е некаде 5 години пред јас да се родам. Тоа е 35 години од денес. Во последниве 35 години во Охрид слушавме само како се затвараја фабрики. И затоа вчера слушнав
како опозицијата реагира дека маркерот кој што го ставаја на нашите палци како доказ дека сме гласале, кој што да знаете беше нивно барање и ние го прифативме во собранието, тврдеа дека се бришел со влажна марамица. Еден мој пријател напиша се бришели срамот со влажна марамица. Јас прашувам од тука, се бришат ли 50 милиони евра долг на општина Охрид, направени од поранешниот градоначалник од СРСМ со влажна марамица? Арабија! Се бришели урбаното дивење и урбаната мафија која што се создаде во Охрид од претходниот градоначалник на СРСМ со влажна марамица? Арами! Се бришели економското и туристичко опустошување на Охрид со влажна марамица? Се бришели затварањето на Охи, на Отекс, на Илинден, на Братство, на Езерка, на Застава со влажна марамица? Се бришат ли овие работи од меморијата на охриѓани? Не се бришат, почитувани граѓани. И затоа Охрид вчера направи разлика, заради тоа што има разлика, заради тоа што денес зборуваме за нови 1800 работни места. Тоа е нината и тоа е разликата. Варо! ДПМН е! Варо! ДПМН е! И дозволете ми на крајот да апелирам само за една работа. Бев пратеник во 2006 година и имавме 45 пратеници и една многу мачна коалиција. После 2 години собранието беше блокирано, не можевме да донесеме ни еден закон и отидовме на избори. Добивме 63 пратеници во 2008 година. Реформите одеа лесно, законите се гласаја, Македонија биде бенефит. Во 2011 година пак бе пратеник и имавме 56 пратеници. И се доведовме во ситуација за секоја реформа да бидеме оценувани, за секој нов закон кој што значи подобро утре за граѓаните на Охрид, да имаме ново барање од коалициониот партнер. А почитувани охриѓани, се оценували за реформи, се оценували за подобар живот. И затоа ве молам, како што вчера направивте, во уште поголем број на 27-ми, на активната политика на бојкот која што ја промовира ДУИ, да се спротивставите со активна политика на гласање, на активната политика на бојкот која што не и носи добро на Република Македонија, да се спротивставите со активна политика на избор и заеднички да покажеме дека Република Македонија не може да биде уценувана. Заеднички да го избереме професорот, председателот Иванов за уште еден мандат и заеднички да ни дадете сила во парламентот. Да имаме 62 пратеници, за никој да не го уценува. Ни ВМРО ДПМН, ни Никола Груевски. Да сте здрави и живи, да живее Охрид. Се гледаме за 4 години со нов автопат и нови фабрики во Охрид. Да живее Македонија! Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.